се одржа пресконференција на која што беше потенцирана важноста на природното доење. Токму на оваа тема, мој денешен соговорник е директорката на Клиниката за детски болести Аспазија Софијанова. Госпоѓо Софијанова, вие спомнавте на пресконференцијата дека доењето е едно единствено, уникатно и неповторливо искуство кое што ги поврзува мајката со детето. Кои се предностите од доењето за мајката, кои за детето? Прво ви благодарам што ја правите честа и еве ние сите заедно, цела Македонија ќе го одбележува денот од 1 до 7 август, тоа е светски ден на доењето и ми беше драго денеска бидејќи имаше присутни од владиниот и од невладиниот сектор и разменивме на панел дискусијата многу корисни информации и тие истите верувам дека ќе бидат расширени и ќе допрат до идните мајки бидејќи тие се клучни во оној дел кој што и сега ме прашувате кои се предностите на доењето. Додека е мајката, нели, во утробата на своја си го носи своето чедо, многу се грижи околу тоа сите работи да бидат добри како што треба. Меѓутоа, како се приближува терминот за породување, многу е важно, и тоа го заклучивме денес, да почнеме со припреми околу тоа што значи кога ќе се роди детенцето веднаш да биде кожа на кожа и веднаш да биде кожа на дојка, односно нејзиното бебенце веднаш да почне да цица. И сигурно дека тука мораме да направиме разлика помеѓу здравите новороденчиња, каде предноста на мајчиното млеко е навистина непроценлива. Имено тоа е едно бесплатно млеко кое што може да го користи во оно тоа што ги содржи во себе и сите антибиотици, и сите корисни материи во себе. Значи, допирот и социјалниот контакт што го има бебето со мајката се навистина еднаш и неповторливи, како што и нагласивме.